10 дена сте дома, како е да се биде во карантин, каква е состојбата таму? Ете така, забораваме кој ден е. Не, ние среќа имаме куќе, па два пати во денот имаме дозвола доле од Чичкото со шмајзер да го прошетаме, 10 минути. 10 минути до да не гледа, да не исчезнеме, зашто ако исчезнеме ти вика, господјо, имам право да пукам. Све си е празно, требаше многу порано истото да ни дојде памет, меѓутоа ние до пред 10 дена тука си седевме по кафичи, си пиевме аперитиво поред море, пошто нели Милано далеку нас не може ништо да ни се деси. Така да се донесе не вонредна, него воена состојба на ниво на Италија, па одма свативме сите грешки што сме си ги правеле до тогаш, пошто ако малку повеќе пазевме тука на Сицилија, немаше да дојде до ова до кое што доаѓаме сега. Колку има во моментов заразени во Сицилија со коронавирусот и дали воведувањето на воена состојба е последица на тоа што не се почитуваа препораките кои ги издадоа тамошните власти? Е последица на тоа што си спиевме на уши додека Конте молеше 2 недели да бидеме предпазливи, исто како што министерот сега вас ве моли таму. Не многу успешно, пошто еве да си почнам од татко ми, кој што е во критична група, па се шета, се ашка по веро секој ден. Не знам колку се точно заболени, меѓутоа во Сицилија не е толку битно колку се заболени, битно е колку има капацитет Сицилија на интензивна нега за да прифати болни. Пошто тој што е болен од коронавирус тука во моментов е исто како да е болен од чума. Затоа што не може да отиде и да се пријави на нормален влез и да рече слушајте имам коронавирус. Го носат, го спроведува војска или полиција до посебни места отворени за коронавирус кај што го тестираат и доколку покаже симптоми треба да се смести на тоа дадено место, тој даден капацитет за кој што е предвиден за интензивна нега. Значи на Сицилија ако има 20 места, да речеме, 22 ако заболат, другите 20 ќе умираат како кучиња на улица оградени со полиција и никој нема да смее да им приде. Значи, тоа е проблемот. Не е проблем дали се 20, 30, мислам 131 вчера беа само во Катанија, не знам колку беа точно 240 и нешто на ниво на Сицилија, меѓутоа пак повторувам, не е бројка битна, битни се капацитетите на во кои што можат да се лекуваат тие луѓе.